Скопјани плаќаат по илјадници денари за јавно осветлување на годишно ниво, но и натаму навечер се движат по небезбедни улици, метрополата, како во хорофилмовите, мрачни улици и булевари, лоша безбедностна сигнализација. Граѓаните, барем оние кои се решаваат да излезат навечер, се принудени да се движат по улици кои се единствено осветлени од билборди, трговски центри или згради, како што се мостот под Стоковна, булеварот 8 септември и мостот Беласица, кои се едни од најфреквентните во главниот град. Во моментов се наоѓаме на еден од најпрометните булевари во град Скопје, булеварот Гоце Делчев, или подобро познат како мостот под Стоковната куќа. Тоа што зад нас го забележуваме, апсолутен мрак. Во зависност дали станува збор за домаќинство или фирма, цените кои се одвојуваат за јавно осветлување се движат околу 300 денари од бројло, додека јавното осветлување во зависност од општините и годишниот период секаде е различно. Некаде започнуваат 17 часот до наутро, некаде воопшто. Граѓаните се загрижени. Голем дел од нив гледаат обврските да ги завршат во текот на денот, бидејќи сметаат дека навечер не е безбедно да се движат сами или со деца, а доколку мораат, тоа го прават со кола, но и возењето им е тежното, поради сообраќајната сигнализација која речиси да не се гледа во мракот. За ништо не е, ни за возење, ни за пешачење. Значи мракот е мрак, затоа се вика мрак. Значи работата е што не треба да има темни улици, та ни за млади, ни за стари, за никого. Ама мислам дека нема доволно јавно осветлување. Цело е во темница. Има еден пичачки кај Јосип Брз, многу е лоша, осветлувањето е многу лошо и за пешаци е многу опасно таму да се пројде. Тука низ центар исто така е слабо осветлувањето, има цели мрачни делови, посебно вамо кај градилиштето Карши Холидей Ин, тука исто така е многу темно. Не знам друго што да набројам. Мислам, нема збор тука, секако јас сум и пешак и возач и секако е опасно. Мислам, нема збор, треба да се подобри. Проблемот со јавното осветлување во Скопје се влече подолго време. Дел од општините воведоа паметно осветлување, додека дел од нив воведоа линии за пријавување на дефекти. Но и натаму, на дел од улиците владее мрак, а пак граѓаните се принудени своите обврски да ги завршат во текот на денот. Став за лошото осветлување побаравме и од град Скопје, но одговор до објавување на овој прилог не добивме, а со самото тоа останува и неодговорено прашањето до кога граѓаните ќе бидат приморени да се движат по темни и небезбедни улици.